Министерството за локална самоуправа преку промовираниот ресурсен центар меѓу другото ќе се обиде да стави ред и на се поголемите долгови на општините. Дека мора да се преземат мерки, говорат податоците кои покажуваат дека за половина година долговите на општините и на општинските јавни предпријатија ескалирале. Од податоците на Министерството за финансии се гледа дека во периодот март-септември долговите на општините се зголемиле за околу 5 милиони евра и изнесуваат 68,4 милиони или за 7,84% на 100 повеќе. Дополнително ескалира и долговите на општинските јавни предпријатија, кои за половина година ги зголемиле долговите за над 18,5 милиони и сега изнесуваат скоро 130 милиони евра или околу 17 на 100 повеќе од март. Решението против долговите во Министерството за локална самоуправа го гледаат во ресурсниот центар кој треба да им помогне на општините во доброто и одговорно владење, но пред се во доброто управување со финансиите, меѓу кои и собирањето на изворните даноци на општините. Оно што ние можеме да го ветиме како централна власт е тоа дека во сопочнување од 26-та година, од следната година, ќе им ставиме на располагање ажурирани бази на даночни обврзници на локалните самоуправи, преку кои што ќе можат посоодветно да се ги колектираат сопствените извори на финансирање. Она е тоа што може централната власт согласно процесот на децентрализација да го направи. Понатаму оставаме на успешноста на менаџирањето на градоначалниците, бидејќи е нивна одговорноста да си ги располагаат сопствените буџети. Според Перински, овие бази на податоци од катастарот ќе бидат бесплатни за сите општини, иако до 2028 година, кога ќе заврши апдейтувањето на сите податоци, не се собираат изворните даноци. Локалните самоуправи ќе бидат ограничени во користењето на средствата од централниот буџет, односно нема да добиваат блок дотации и друг вид помош. Идејниот творец на овој ресурсен центар, кој е уникатен систем за соработка меѓу општините, професорот Борче Треновски, вели дека тој ќе помогне во оградењето на институционални капацитети, во јавните финансии, во внатрешната ревизија, во стратешкото планирање, во имплементирањето на капиталните инвестиции, кај јавните набавки, во урбанизмот, како и во извршување на буџетот. Според него, општинските буџети се важни, но поважно е да се промени општата матрица на размислување кој општинските раководства и администрација. По смисла, бројките и буџетите се една работа. Тие не се само бројки. Политиките се важни. Че мора секоја од оваа реформа, подршка која се дава да биде проследена со определени политики за промени. Промена во нивните политики, во нивните шаблони на работа, во нивните статути и така натаму. Така да дисциплината доаѓа преку воспоставување на рамка на нивно однесување, а таа доаѓа паралелно со поддршката која добиваат. И за тоа ќе треба поддршка, нема да биде семоќен овој ресурсен центар и од многу други институции кои ќе ги стават во рамка нашите општини на правата патека. Ресурсниот центар е замислен како централна точка каде ќе се спојуваат интересите на сите општини и од каде ќе може да се реализира заедничката соработка меѓу сите локални, но институции на централно ниво, а ќе се координира и ќе се има увид на сета странска помош. Со ова ќе треба конечно да се подобри и меѓуопштинската соработка, која во моментов не е на завидно ниво.